Технолошки индустријски развојната зона Скопје, позната и како Бунарџик, веќе 2 децении е символ на современото производство, високотехнолошки инвестиции и економски раст. Овде, на само неколку километри од Скопје, се создаваат производи што завршуваат на глобалните пазари, а илјадници луѓе го граделе својот професионален развој токму во оваа зона. Со најголем број активни компании во земјава, оваа зона е и најуспешната технолошки индустријски развојна зона во Македонија и регионот. Тука се лоцирани производители од автомобилската индустрија, електроника, компоненти за светски брендови и компании што создаваат сериозен извоз и значаен број вработувања. Оваа зона представува уникатен пример за успешна зона не само во Македонија, туку во регионот. Зошто е тоа така? Бидејќи во оваа зона има најголем број на компании кои оперативно работат, кои креираат сериозен извоз, кои вработуваат сериозна бројка на директни вработувања. Покрај директните вработувања, овие компании креираат индиректни вработувања, а тие индиректни вработувања се оние вработувања кај оние домашни компании кои представуваат деловни соработници во дело набавка на стоки, услуги или работи на странските компании кои успешно работат во оваа компанија. Така да заклучокот е дека ова индустријска зона, технолошко индустријско развојна зона Скопје, позната како Бунарџик, представува сериозен позитивен пример за македонската економија во целост. Индустријската зона во Скопје постојано расте. Нови фабрики се градат, а инвестициите продолжуваат со чекор која држи зоната меѓу најатрактивните во регионот. Согласно нашите анализи, моментално во оваа зона работат вкупно оперативно 18 компании и очекуваме периодот што следи таа бројка да се зголеми. Во однос на бројот на вработени, како што кажав, компаниите во оваа зона вработува сериозен број на вработени, тоа изнесува околу 5000 и со оглед на тоа дека ќе имаме нови инвестиции во периодот што следи и таа бројка ќе се зголемува. Во однос на извозот, заклучокот е дека, согласно нашите анализи кои ги правиме на месечно ниво и годишно ниво, од оваа зона учествува со повеќе од 30% од вкупниот извоз на Македонија, кој е согласно официјалните податоци од Државниот завод за статистика. Така да, сериозен извоз, сериозен број на вработени, сериозно високотехнолошко производство, сериозен импакт на македонската економија. Важен сегмент од развојот на зоната е поврзувањето со домашните компании. Се повеќе македонски производители стануваат дел од синџирите на добавувачи на големите инвеститори. Со сите оние договори што ги имаме претходно договорено исклучење, во моментов имаме фабрика која се гради, тоа е фабриката Шахтен, која само во прва фаза ќе се инвестираат околу 25 милиони евра и ќе се вработуваат повеќе од 250 лица и се планира да има втора фаза каде што бројот на вработени ќе се зголеми до 500 лица. На само неколку метри, стотица метри од тука се гради вториот погон на фабриката Чагате Кабло, тој погон е дури дупло поголем од она што го има моментално фабриката Чагате и Кабло. Соработката со локалната заедница и образовниот систем е една од најсилните страни на зоната. Тука младите од средните стручни училишта стекнуваат реално искуство, а најдобрите меѓу нив добиваат можност за вработување. Господине Димовски, како технолошките и развојни индустријски зони им помагаат на компаниите да станат дел од овој индустријски екосистем? За компаниите им помагаме од повеќе аспекти. Така да прва работа е дека тие мора да ги исполнуваат условите што се утврдени согласно закон. Така да согласно законот нема разлика дали треба да биде странски капитал, домашен капитал. Ние имаме компанија имаме тука во оваа зона каде што е со македонски капитал 100%. Така да сите компании што ги исполнуваат условите и што им е целта да произведуваат, да извезуваат и да имаат високо технолошко производство, се добро доаѓаат во нашите зони како наши добри партнери во иднина. Каква е соработката со локалната заедница, но и со образовните институции кога станува збор за обуки, особено кај младите? Согласно комуникацијата која имам со компаниите, односно со менаџерите на компаниите, знам дека компаниите што се лоцирани баш во оваа зона имаат сериозен интерес, сериозна соработка со локалната заедница, пред се со образованието, односно средното стручно образование. Така да многу компании кои се тука лоцирани имаат соработка со средните училишта,
каде што и согласно дуалното образование и надоброто соработува со цел креирање на кадри кои им помагаат во одреден период да доаѓаат на еден вид на обука, се со цел тие кадри војна да ги користат компаниите и македонската економија, се со цел тоа да влие позитивно на целокупната македонска економија. Од преземањето на функцијата пред година и половина, директорот Димовски вели дека институцијата била затекната во лоша состојба. Но за кратко време, паралелно со консолидацијата, започнале преговори со нови инвеститори. Стратегијата на Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони е поставена на 3 постулата, на 3 столба. Првото е привлекување на квалитетни странски инвестиции кои ќе имаат високо технолошко производство, кои ќе креираат сериозен извоз и ќе креираат високо платени работни места. Можам да кажам дека моментално преговараме со околу 10 компании, пред се странски компании кои имаат сериозни намери да инвестираат во Македонија во технолошките индустријски развојни зони. Вториот постулат е соодветно управување и стопанисување со сите технолошки индустријски развојни зони и креирање на сериозна поддршка на секоја компанија која оперативно работи во зоните согласно позитивни законски прописи. И третиот постулат кој сме силно фокусирани е поддршката на домашните компании. Ова е нешто ново. Целта ни е во тие зони каде што за жал се во времето пред повеќе од 10-15 години се изградени, меѓу демографијата во тие градови, во тие региони сега сосема различна, планираме истите да ги пренамениме во индустријски зони, се со цел да им понудиме на македонски компании соодветни локации за да можат да ги прошируваат нивните бизниси и едноставно да помогнеме да го развијаме и локалниот економски развој во секоја општина во основно цела Република Македонија. Технолошко-индустријски развојната зона Скопје останува вистински мотор на македонската економија и место каде што секој ден се создава додадена вредност, нови работни места и модерни технологии. Индустријската зона продолжува да расте, а со неа и амбицијата Македонија да биде конкурентна на светскиот пазар.